Една од најдобрите генерации на фудбалскиот клуб Тиквеш на сите времења велат е она од 59-60 година. Врвни имења на оваа генерација: Вуко Каров, Петер Ангюшев, Боро Клашев, Томи Хаджи Василев, Никола Пановски, Ацо Тајковски Брале, Јосифов, Вано Кашата, Тасев, Паракеов, Малинков. Покрај Вуко Каров во тоа време прославен беше и Петер Ангюшев, легенда на ФК Тиквеш, човекот кој играше со прославени фудбалски имиња од тоа време во македонскиот и југословенскиот фудбал. Во Тиквеш помина најмногу време. Тој инаку работеше и во ФК Бор. Да подсетиме, Петер Ангюшев го предводи ФК Бор и за само 2 години успеа да скокне од третата позиција во првата републичка лига тоа време. 83 година, откако ФК Бор избори пласман во првата републичка лига, двата клуба од Кавадарци се фузираат и ФК Тиквеш продолжува да игра понатаму. Со бистар ум раскажува за убавите времења на фудбалот кој го живеел со своите пријатели, но физички фудбалот оставил трага на него. Мораше на операција и сега оди на штаки. Упорен е и тренира секој ден, сега одење. Спортскиот дух во него не мирува. Операцијата на колкот бара движење и така тој секој ден се движи. Од неговиот дом на улицата Тиквешко Востание до центарот, односно до плоштадот и назад. 2 пати тренира. Приказната за убавите денови од фудбалот Ангюшев ни раскажува вака. Како си? Фала Богу, добро. Имаш над 80 години, не кажуваме колку точно се, меѓутоа убаво се чувствуваш, нели? Фала Богу, за сега добро, здравието ми служи. Едино што зглобовите ми откажа, имам 2 вештачки кука. Тоа последица од фудбалот? Последица најверојатно од фудбалот, и друга последица немам ништо. Овој човек има толку голем и силен дух, и секој ден кога го стрекивам по улицата JNA, поранешна сега Тиквешко Востание, ми е вистинско задоволство да му речем добар ден. Затоа што со чиста мисла и од негова страна слушам добар ден. И договоривме, еве после 1,5 година емисија. Како почна да спортува Ангюшев на времето? И на колку години? Почнав многу млад, со неполни 15 години да играм. И во првата екипа која што беше составена да се играе беше кошарката. Бев едина сала тогаш во Македонија беше у Куманово. Куманово? Куманово немаше друга сала, таа едина кумановца не ја викаа Соколана. И таму се одржуваше незваничното првенство на Македонија. Учествуваа екипи и од Приштина, и од Србија, од Ниш имаше и од Белград, и ние таму по цел ден си играше. И ја како најмлад во таа екипа играв прво кошарка. Колку години? Немав 15 години. Немав полни 15 години, ама бев во првата екипа секој пат. Ставен во прва постави за мене, замена немаше, кој ќе влезам да играам, готово, прва почнувам до крај, готово. Сите може да се менјат, али ја не. И во таа прва година кога бев не таму, може да кажам ти, знаеш како ние сиромаси, воѓа на патот ни беше Стојан Андов. Добро. И додека ние играме, он ќе иде во Куманово, ќе купи леп, имаше од по 2 кила, и мармалад сандачиња, и со жилет ќе ни сече, ќе ни не остави рибанка на секој кој ќе завршиме да играеме, после нека утакмица па играеме. Физичка кондиција ви требаш? Кондиција треба да се играе тоа. И така почнав, не, али си сиромашно, али без се такмичив, не бев не. Колку време со кошарката се задржавте? Многу малку со кошарката се занимавав, тие 2-3 години колку играв од 52 до 55 година, и после кошарката ја запоставив и спадна одбојката и ракометот. Кој ранг беше на кошарката, кога говорим? Кој ранг беше, прва, втора лига? Немаше тоги лиги. Значи единствена прва лига? Тоа беше турнирски. Турнирски, тој турнир се одржува во Куманово и таму се озванично и кој е првак на Македонија. Нема такмичење, нема лиги, нема прва, нема втора, нема. Тоа е, ако си спремен на тој турнир да освоиш прво место, првак си на Македонија.
Добро. Тогаш беше работнички најдобар од Македонија и Но овие сега што се работнички нивните нивните дедовци, татовци, дедовци Ау. Цефи на Књазев, Така? Књазев после дојди и овие, а Цефи беше после и професор на физкултурната школа. И што е една прославена генерација Представена на кошаркари во Македонија, тие беа и ме бараа да ја идам кога ќе завршам Аха. у Тиквеш да одам у работнички да играм кошарка. Бевте добар кошаркар, Анџиче. Бев добар кошаркар. Бев добар кошаркар. Ја немаше што не играв добро, што е со топка. После тоа испадна одбојката. Од каде одбојката најдеш? Па од каде? Дојди во Кавадарци судија Добро. во судот господин Манев. Така? И он беше еден голем ентузијаста за одбојка, многу сакаше одбојка он. А исто и одбојката тогаш турнирски се одржуваше. У Струмица беше како незванично првенство на Македонија за одбојка. Струмичани и тогаш, значи и сега се добри одбојка. Тогаш имаат они одбојка, тоа е традиција кај нив одбојката. Таму се тикам се одржуваше и таму играв. Да? Играв не одбојка, имаше и ти викам од Белград доваѓаше Југославија. Се викаше една екипа. Ние се чудевме како тие играат, како забиваат у првите 3 метра кои ќе забиват, мислиш оти паркетот го вади. Битна ли е висината за одбојката? Вие бевте високи. Да, секако. Првиот да речем услов е да бидете високи. Да бидиш висок, да можеш да оти мрежата е 2,40 висина и тоа треба да имаш и висина и одскок и спремен да си физички да можеш да. Како ве пронајдоа Кавадарчани дека знаете и одбојка да играте? Мислам градските власти, оние кои го раководеа Кавадарци тоа време. Манев. Аха. Ние после имаше игралиште за одбојка, имаше сега внатрешни кај што е од позади. Добро. Таму имаше игралиште за одбојка и интерно за нив, али одевни ние нас не пушта, ајде да играме таму и официрски. Тогаш имаше тоа време и гарнизонот, Така е, кај Глишиш таму. кај Глишиш таму, а Таму има добро игралиште, ако не се не, лажам, за овдека Добрик. беше игралиштето кај што е домот на овие Официрски. официрски дом, кај што е тука беше одбојка и тука играме. Од тренингот ние на фудбалот идеме тука право на одбојка, играеме одбојка, се чекаме. И Манев многу ме сакаше, играв многу добро. Како го минавте во одбојка. Струмица? Обично добро играв, не бев некоја последна екипа, Добро. али не бев ни меѓу првите. Тогаш беше Вардар, имаше многу добра Чи екипа. Струмица, одбојка. Вардар, добро? Струмица, Вардар, Тетово имаше добра одбојка, Велес има одбојка, Джевџели има одбојка, тие. Како ги паметиш? И тие беа екипи, оти и се одржуваше турнир за одбојка и во Джевџели, и во Велес, и во Тетово. Како се зборувавме за спортовите, нема да ни стигне оваа емисија за фудбалот, а ја посветиме на фудбалот. Да. Кажи ми, потоа отидовте во ракометот, мора да го кажеш. После, да, ракометот после тоа испадна ракометот. Со голем ракомет, професорот Пемов си дојде од Скопје тогаш и он во работнички играл голем ракомет и сакаше да го пропагира и овдека да се игра голем ракомет. И играв на една утакмица за да се направи промоција на ракометот големиот. Добро. И одигравме таа една утакмица, а после тоа па одма набрзо испадна и овој малиот ракомет, кој што испадна беше поатрактивен, побрз и со професорот Лалков не учеше како да почнеме да играме ракомет. 3 корака, не смееш повеќе, 3 корака ударија топката у земјата, па додаја така и така почнав, не? Фактички сте го учеле правилата на ракометот тогаш. Од почеток, Да, од од почетокот од нула, тоа е од нула. И едина добра екипа во Македонија пред нас беше само работнички.
и водевме голема битка со нив, со работнички за освојување, било да е куп, било да е првенство. Анđушев, дали се сеќаваш на некои ракометни ентузијасти у тоа време? И да ни ги кажеш имињето или така по прекара. Ентузијасти у тоа време Добар Ставрев. Добро? Добар Ставрев и докторот Шефето сос него беше, Костов, Добро. доктор Костов сос него ни беше како лекар доваѓаше и тие двајцата беа тогаш у почетокот. Кои твои вака истомисленици тоа време ги најде, освен тебе? Ева екипата да ја покажем. Ајде може. Грозданов, Зарков? Грозданов, Зарков ни беше како капитен. Добро. И најдобар во таа екипа. Перо Андов, Ванко Чурчиев, после дојде Славчо Атанасов, Пано Малинков, Добро. Галев, Јоцо Галев, и тие беа и после веќе се доваѓа. Колку време игравте во ракометот и што Во ракометот играв до поскоро до 57 година. Добро. Од почетокот 55-та како почна ракометот да иде мале да се развива, јас се играв и таму играв и од 56-та и фудбал играв у прва екипа на Тиквеш. Ајде сега да почнеме тука за фудбалот. Ве видува ли од фудбалот, од фудбалскиот клуб Тиквеш дека играте добро? Ве поканија или вие рековте? Ја бев од подмладокот на Тиквеш. Како влеговте? Влеговме се пријавивме за такмичење. Добро. Бира Тиквеш младинци бара и се пријавив. Не знаеја тука оти со спортом, надувам со спорт и не зема да тренираме и почнавме да тренираме и да работиме. Со тренер ни беше Топот. Аха. Јосков. Он беше прв Без некое големо искуство или некоја школа или нешто, него тоа што он го учел од претходните, па нас не го учи. Трчи само кругови околу игралиште, наби кондиција и иди трчи и играј. Кои беа твои колеги тоа време фудбалери? Тие 50-ти години, 55-та, 56-та, 57-та? 56-та, 57-та, то ги беа Вајндо Чојсто, Васо и Да те подсетам на Сапунџиев дали играше? Сапунџиев е далеко пред мене. Оу. Сапунџиев е скоро, он е најмалку 10 години постар од мене. Вистина. Да. Не се заваривте воопшто? Се заварив, но мене како тренер. Аха. Оти он се повреди. Аха. Ногата ја Да, тој повреди имаше коленото повредена и престана он да игра, иначе ја тогаш играв со Вуко Каров, со Лазо Грозданов, со Иле Грозданов, со Трајковски, Бранко Брале, да. Лазо Аджиманов, Андре Чулев, Радо Мајсторчев како голман. Многу добра генерација бевте фудбалери. Да, бевме многу добра генерација и фудбал игравме и многу добар фудбал имавме. Како фудбал се играше тоа време, Ѓушев? Како фудбал? Еве сега рековте малку наби кондиција и трче. Аматерски наби кондиција и трчи играј. Целта беше да се постигне гол. Да. Меѓутоа како се организираше средниот ред или одбраната? Се знаеше бекови тие, халфови се тие, напад центар е тие, напред е он и крила и готово. Имаше ли пасови додавања? Нормално, имаше добри техничари, знаење само од себе тоа, некои таленти кои што има, и индивидуални. Немаше организација на играта како сега, ти ќе одиш таму, ќе го чекаш. Сега е права студија е сега фудбалот. И немаше тогаш тоа такво нешто. Кое место го игравте во фудбалот, во Тиквеш? Во Тиквеш играв, да ти кажам, сите места во Тиквеш ги играв. Прво почнав како десно крило во првата екипа 56-та година. Имав многу убав бек по крилна позиција и добар центар шут. На една утакмица, знам добро, првите утакмици кога ги играв, центрирав и 2-3 гола од мој центар шут дава голови паѓа. И така и навала почнав.
57 мислам беше квалификација за четврта зона. Добро. У Битола играеме. И Лазо Аджиманов го удари еден шамар на тоа левото крило, а они го фатиле, тој судијата Живота Влајич, еден од Белград со ни судеше, да ни мора да изгубиме у Битола. И он како му удари шамар на вија, овој го исклучи него на метар од голот, индиректен гол и не растурие, и мене од крило ме вратија у одбрана у центар халф. Така. И од тогаш почнав центар халф да играм. Да, повели. Така почнав да играм фудбал у одбрана у центар халф и Кој беше потешка позиција? Или поодговорна, така да кажем? Таа е најодговорна позиција у одбраната, Да, центар халфот мораш да ги штитиш сите и да И пазиш и голоти, на крилове и така, крилата така. противнички да ги пазиш и бековите твои кикс да не направат да одадиш да затвараш. Да. А после тиквеш играв и десна полутка кој се вратив и центар фор играв ама тоа е се Колку години фудбалот го играше активно? Од таа 55-56 година до... Па до 71 втора година. Јас ве паметам како млад дечко, ви одах на утакмици, бевте многу омилени кај публиката. Коскин, вие и уште неколку фудбалери беа вистински звезди, така да кажем, тоа време. Сега би биле звезди, меѓутоа вие бевте толку скромни и се игравте вашата игра. Да, наша игра си игреме. Ние имаше еден колектив, едно поштовање меѓу нас. Немаше некој раздори, некој да се истакнуе, да се праве воѓа или воа, него секој си го дава максимумот што може и да се уклопи у екипата. Дали ве плаќа месечно, дали ви даваа плати? Тогаш немаше плата. Тоа сакам да го чуам, да го слушате и овие Плата, нема каква плата, немаше тоа, него после утакмицата не водеја кај Бислим. Тоа мојот дедо ми го кажувал. Да, у Бислим по 2 толумби. Тоа било награда за добрата игра. За добрата игра, ќе победиме и ајде по 2 толумби и у Бислим. Диме Боцев, Бог да го просте, он беше бивши голман на Тиквеш и иначе работеше у банката како инспектор. Така? И благајник на Тиквеш и чидиме Бислим и по 2 толумби. Диме, бе дај още по 1 толумби. Нема повеќе пари. И тоа е. Немавме никакви услови. Не, немавме никакви услови. Кабинерот Калето, Бог да го просте, ќе донесе 1 или 2 кови вода, а кал, и сега едни мијат нози, други мијат лице. Нема друга вода. Како нема? Нема вода. Од каде вода? Кал, па ќе трчиш после дома да дојдеш па да си измиеш, да си изтушираш. Па немаше тушеви, кога тушевите испаднаа многу касно. Дресови? 59 година дури почна се направи долу таа кабина, прво горе тамо тушеви, па после доле се направи ова. Ако ги измасаш дресовите на калт? Соблечуваш, нема, тоа е до крај. Нема мењање, тие се дресови. Сега гледаш колку дресови има, поклон дават, фрлат на публика, од надуата, ние се тие дресови. Што се на нас нема, за другата такмица го фрлиш, немаш дрес. Колку убаво и сликовито ни го представува тоа време, господин Ѓушев, што ви остави вам впечаток од тоа време, тие 50, 60, па и 70 години? Па, тоа е една ентузијазам, една желба да се играе, да се докажува и да се оствари резултат. Да. Тоа не држеше, тоа што го сакавме, срце имавме за да играме, сакавме волја голема да играме. Зошто се откажавте фудбалот? Или како Да представувате? ви кажам ова. Да. Играме у Кичево. Мгм. Фудбал, Кичево беше многу далеко, моравме од вечер да идиме, да спиеме таму и да играеме. Ама овако во време, есенско време, снег, вечерто да бевме таму, падна едно 40 сантима снег. Добро. И они
утрето, за да не се одложи утакмица, со булдужер го рие снегот и сега може да замислиш ко булдужер со гасаници преку и игравише за мини и тоа и ние треба фудбал да играме, потоа треба да си уметник, па не можеш да играш фудбал тако. Брат ми беше голман. Да, Ристе беше голман, Джушев. Како ќе падне у таа замрзната вода, се оно дресе, вода тече на него, се замрзнуе, ледно, сладно. Сапунджиев ни беше тренер, му вика, Амгар бе, смени ме, ја не можам раците, виче да ги виткам, вика топката, да, укочени ми се. Држ уште малку да издржи ми нерешено. Да се име бот. Ете услови. Да. Ете така. Многу стиковите убаво. Кој утакмица ја паметите или кој период од вашата кариера бил најуспешен, така интересен? Па најуспешен беше кога поминав у Вардар. Добро. Кога поминавте у Вардар? У Вардар поминав негде 58-59. Ве видео дека добро играте од Скопје? Ве видео од Скопје добро игравне. Член еден на управата од Вардар, доктор Тевчев, доваѓаше рентгенолог у Кавадарци и преку него он ме зема за да ме биде спона за да одам у Вардар да идам. Добро. И така и почнав, отидов у Вардар. Првата година Вардар ме плаќаше, плата ми даваше, стан имав Браво. и играв за Тиквиш. Како тоа си можел и за Тиквиш да играш? Па не играв за Вардар. Аха. Него Кондицијата да одржувате во само Тиквиш? да се уклопувам во Вардар, а да играм за Тиквиш и после од 59-та Како Реал виќе. Мадрид и Барселона. Да. Вие, да, И после тоа виќе склучив професионален уговор до 63-та 4 години во Вардар. И најголем успех во Вардар што постоевме, што го освоивме купот на Маршал Тито. Ке го стикаме ова чудо. Вие сте еден од ретките кавадарчани кои играле во Вардар, односно на меѓународна сцена, и го прославивте кавадарци Вуко Каров, вие и кои други беа во тоа време надвор од Тиквиша беа добри фудбалери? Можете ли да Во тоа време во Вардар отиде само Сапунджиев, Така. малку потренира, али мислам оти он не заигра за прва екипа, само тренираше. Блажо Малинков беше и он на една проба, неколку тренинга таму и после оно таму него примија, се врати назад, па отиди у победа. Така беше. Така беше. Вуко Каров одигра малку утакмици и он се прослави у Вардар што тогаш со глава му дади гол на Беара. Човеч. Тогаш Беара беше светско име голман во фудбалот. И со тоа се прослави. А најмногу ја одиграв у Вардар. 4 години. 4 години ја имам 96 званични утакмици на... Вие сте били интернационалец кога никој не знаел за фудбал. Играв ја тогаш игравме у куп победници на купот на Европа. Човеч. Кажете ли нешто за тоа време? У Шкотска бевне ние тогаш игравме со Данферлайн. Игравме таму, изгубивме 5-0. Овдека дома ко се вративне, Дончевски ни беше повреден како центрафор, гол играч не можеше да игра. Го земавме појачање од Велеш од Зеленика, центрафор еден, али многу се изнапромашува и ние овдека тепавме само 3-0 и отпаднавме у протокол. И тоа е најголемиот успех. Убаво ли беше у Вардар? Дали Вардар- бете третиран добро? Третиран добро, у Вардар имавме многу добри услови, се знае прва лига, професионалец, имаш се обезбедено на време, терен добар, масажи, купатила, се некако утикваш со еднакова вода да поминиш. Кој играч беа од тоа време, од твое време со Вардар? Со Така, Вардар, некој играч убаво да не потреби. Тоде Георгиевски голман, Така. Вучидолов, Божиновски, Шулинчевски, Мирко Илиевски, Андон Дончевски, Цојле Велковски, Владо Николовски. Владо пред тоа беше отиден у Звезда.
од Вардар го зема у Звезда, па се врати па назад у Вардар. И тоа беше таа една Диксон Прославена генерација Јовановски, на Вардар, па таа едина генерација на Вардар што освои куп на Југославија. Браво. Не беше лесно да го освоиш купот на Југославија тогаш. При Партизан, Звезда, Динамо, Хајдук, Сараево, тоа беа Велеш, тоа беа екипи. Војводина со многу јаки Па екипи. Војводина беше јак. Војводина беше многу јака екипа беше. И заврши договорот со Вардар и Заврши договорот со Вардар, Вардар ме повика пред земјотресот да го продолжам договорот, добро. да ми даде стан и да кажеме другите услови, да се договориме кој ќе биде. Ја моите родители навалија да се вратиш назад, па да се вратиш назад. Хај да се вратам назад. Си прокоцкав, сега ми е, тек сега ми е криво зашто не останав да продужам. А Андон Дончевски ми викаше, сос него с неги нешто рода, мајка му е Анđушевка. Петре, Вардар спрема перспективен тим. Ти си во тие. Не ја пропуштај шансата. Што ќе биде во перспективен тим, они биде, тогаш го зема Мути Барич, тогаш го зема Рац, некои, тој ги зема од Битола, овие, како го вика, Каната, Најдов после дојде, Панчев испадна од подмладокот, таа екипа тогаш се ствараше и тоа, и ја требаше да бидам од таа екипа. Арно, ама ја си дојдов. Кавадарци. И пак заигравте во Тиквиш. И па заиграв во Тиквиш. Ако си дојдов у Кавадарци, утре дента одма од победа дојдоа. Со кола, ме зема и мене и жената и отидовме у Прилеп да се договараме. Тоа и ми дадоа и они многу добри услови, арно, ама жената веќе беше пред пороѓај на ќерката, скоро 8 месец, и вика, ја, шом се вратив од Скопје, ја у Прилеп не сакам. Си остануваме у Кавадарци. И се издоговоривме таму со председателот на Победа и он вика, Перо, ја утре заминувам за Киев. Он беше директор на Црнбор. Таму има саем за намештај, ја ќе одам таму, ќе пратам луѓе да му даиш исписницата и тоа да те регистрираат за Победа. Документи, добро, нема проблем. Утрето доваѓаат и вика, тоа што се договоривте со председателот не важи, ајде сосна со Прилеп да се договориме. Ја му викам, не доваѓам. Ја 2 пати не договарам, еднаш со председникот се договори, ако важи тоа, важи, доваѓам, ако не доваѓам, не важи тоа, не треба ние да се договориме друзи услови, ништо. Перо бевте женет и колку години имавте кога ова го разговарате? 25 години. Вие сте покажале голема зрелост, сте знаеле што сакате во фудбалот. Да. Браво. Па и ја на 21 година виќе у Вардар играв. Колку сте биле зрели за тоа време. Да. И тоа беше многу тешко да пробиеш во Вардар тогаш, човек од провинција да отиде во провинција да влезеш у екипата. Али добро, ја прво имав поддршката од Дончо тамо. Добро. Арно, ама он наскоро замина војска. И ја останав сам таму, меѓу тие. Арно, ама се изборив со многу редовно тренирање и многу ме сакаше тренерот маđарот Лика, Бог да го прости, што го имавме. И така и ја со благодарение на него ја влегов у екипата. Влегов у екипата првата утакмица со Велеш у Мостар. Се враќаме сега на Вардар. Се враќаме на Вардар поново. Првата утакмица кога почнав у Вардар. На последниот тренинг Илија Мојсов
бек беше, падна се повреди да се разсечи на една жица овдека и он утре не може да оде да играе. Сега требало дали ја или од подмладокот на Вардар едно дете. Вечерта на saстанокот било борба. Лика, вика, иде Бога ми Анđушев. Овој викат, ма как се Анđушев, не можеш. Иде ова дете наше од ова. И победуват они, да треба да оде тоа дете од подмладокот на Вардар. Арно, ако одат дома, оно со школото заминало за Белград на екскурзија. Така. И нема кој, и јас са бајлето, немам појма, у станот седа си лежам, се одмарам ки 9:30-10 саат, и ево го доваѓа кабинерот, ми ја носа опремата и ми вика, Перо, у 12 саат од пред јад леташ, одиш за Мостар. И одам, взе се облеков стварите и заминавне. И вечерта спиме во хотелот, заедно Бекови Вучидолов, Диксон Јовановски, он е од Велешките села, тука беше, а беше стандарен у Вардар. И спиме вечерта и он ми вика, слушај земјаче, вика, Часлав е неарен. Нешто има како температура, ама че играе прво полувреме. Ако биде нерешено, он на првото полувреме че испадне на крајот на полувремето, тогаш беше замена. До крајот на полувремето мора замена да се направи. И да влезиш ти, и ако изгубиме, после ти да бидиш крив. Ја викам, ја мислам, сум спремен, па колку шо ќе ми дае Господ, реку тоа. Не калкулира. Нема калкулација, игра. Да. А у тоа време за Велеше играе Муич, капитен на репрезентација на Југославија. Добро. Една. И ја како свира крај полувремето, влегов првите 2-3 минути пред полувремето и на полувремето се загреам и Лика ми дава упатства како шо требе и почнем да играеме. И првата топка, мислам да ти кажам, ми се фатија колената. Од трема. Према аут линија трчиме, а Муич иде према мене. И јас сакам да избием топката у аут, ама у аут ја ударам у него топката. И се враќа, поново ми се враќа. Како ми се враќа, ми се отпуштија ногите, како удрив преку 16-тикот нини дори топката. Ми се отпуштија нозите, му ги зимав топките, он чека на воле и ја умакази и над него че рипна, че му ја скинам топката. Јао, зар си ми ово скину? Ово вика. Издржавме нерешено, 0-0. Тренерот трче како свира крај судијата, Лика трче у центарот на игралишто и ми честита шо одиграв така. И ова шо беше за кој да оде, се враќаме у Сараево да спиме, у хотелот он вика, ја спавам со Анđuш. Вие му викат, како ти со Анđuш, со селјак еден, не, јас спавам со Анđuш. И он ми го кажува вечерта, ова каква борба било вечерта, кој да иде. Ти ја добиеш таа доверба на управата на Тиквеш? На управата на Вардар и си фатив место во екипата. Почнав да играм, у Сплит отидовме после со Хајдук да играме. Велеш Хајдук? Велеш. Се силни тимови на... Прво Звезда дома, па со Хајдук тамо. И тамо со Хајдук добивам задатак да го држам вториот центар на Хајдук Папец, еден снажен висок играч. И тогаш ни беа тренери Лика и Шпиц. И Шпиц на крајот ми доваѓа и ми честита за одлично извршена задача. И од тоги си фанав место во екипата и стално бе во екипата и после 2-3 утакмици Вучидолов го истегна задниот мускул на ложата. Треба да играеме со Партизан у Белград и Лика ми вика, Анđušев игра на бек.
А овој секретарот вика не може. Че игра Вучидолов. Вучи вика, бре, Пеце, ја мишежи стегнате 20 на нози, не можам. Па што значи, ја го туриме Анđуша, значи треба да ја изгубиме унапред утакмицата. Каква борба сте имали вие? Тешка Јесте, борба имав. толку- И психички Ова што оптеретување. го слушам сега е И лика вика, Бога ми, Анđушев, ја кажем кој игра. Слачи се и играш. И јас се соблеку и играм. Со Партизана, тоги Партизан, Шошкич, Галич, Чебинац, браќата, Васович, ова, тоа е една светска екипа беше Партизан. Анđушев сепак многу голем печаток во остави времето во кога игравте прва лига фудбална Прва лига, да. во Југославија тогаш. да. Тоа беше силна лига. Тоа беше единствена лига од у Југославија со 12 екипи. Не беше лига од 16 или од 20 екипи. Тоа беше Премиер лига собран, во Англија имamo собран квалитет во многу малку. Во многу малку собран квалитет. Звезда беше Звезда, Партизан беше Партизан. Тоа беа Динамо Загреб, тоа се екипи Велеш, Војводина, босанските екипи. После испадна Железничар, прво беше Сараево и Велеш. Слобода, Велеш. Тие беа екипи. Велеш и Сараево прво беа екипи, после испадна Железничар, после испадна Тузла Слобода. Олимпија и Љубљана. Олимпија Љубљана немаше у друга лига, само кога испаднавме ние од прва, у друга лига игравме со таму со Љубљана. Која утакмица ви беше најсилна вака по печатокот? И резултатски и ривалски. Само купот. Тоа беше Купот на Маршал на Тито. Маршал Тито, тоа беше Кој ќе го освои најдобра? Тоа е најдобра екипа. Добро. И таа беше најдобра утакмица тогаш. Мојсов не можеше да се соблече да игра на таа утакмица у Белград од трема. Наистина. Да, тренерот му вика, ма загреј се, ќе почнеш, треба да играш. Не можам, ногите ми се фатени, трема и не може. Тоа беше една одговорност, играиш за финале на Куп на Југославија. Некојаш тие утакмици ги гледаш и Тито. Па, Тие утакмици беа центар на вниманието на центар на спортската вниманието на цела Југославија. Се тука беа кој ќе го освои пехарот. Кај се играше во ова финале, каде што вие го освоивте купот, вие освоивте медаља. Белград на стадион на Јанана. 23, 24, 25. 26 мај. 26 мај. 25 мај беше слетот. Добро. И после сето се очисти теренот, на 26 ние игравме Анđушев на стадионот на Маракана. Не беше Маракана. Маракана. То ги Звезда играше Стадионот на JNA. На JNA Колку играше. гледачи? Попълен Много. стадион. Најмногу гледачи имаш кога игравме ние со Партизан, а Звезда Хајдук предигра на истата стадион од 45.000 гледачи.